Kada ќе бидете вие утре? Утре ќе бидам дома со семејството. Сојузот на синдикатите на Македонија ги повикува сите кои му мислат добро на работникот во текот на утрешниот ден, 1 мај, во 11 часот да ни се приклучат на работничкиот протест. Konfederata e Sindikatave të Lira sot organizoi konferencë tematike dhe shpërndau sanduiç për pjesëmarrësit në shënimin e ditës së punëtorëve. Lidhja e sindikatave për nesër u bëri thirrje punëtorëve që të dalin në protesta, që të kërkohet rritje e pagës minimale në 500 euro, respektimi i kontratave kolektive dhe rritje të gjitha pagave për 100 euro. Какви сендвичи? Кога обидадете на кој ќе протестират? Сите работници се добродојдени на утрешниот протест. Me sanduiç në konferencë apo pa sanduiç nesër në protesta, sindikatat në mënyrë shtesë treguan se kanë plotësisht qëndrime të ndryshme dhe vazhduan me akuzat të ndërsjella. Имаше спремност од владата од 1 мај да почне повторно и поголемо зголемување на платите во јавниот сектор, но сега ќе ги прашате оние кои што излегуваат утре на протест, зашто одбиваат да се сложат и зашто вработените од 1 мај повторно нема да земат зголемување на платите. Владата вети дека од мај месец ќе бидат зголемени платите на работниците кои во почетокот на јануари протестираа 5 денови пред министерствата и завршија пред Министерството за финансии и кои бараат додаток на нивната плата од 30% како што имаат дел од работниците во јавниот сектор, во дел од институциите, додаток на плата. Se këto dy sindikata kanë qëndrime të ndryshme, shihet edhe në pikpamjet e tyre mbi funksionimin e dialogut social. Për Konfederatën, ky dialog është i mirë, edhe pse sindikatat nuk kanë përfaqësues. Ndërsa sipas LSM-s, dialogu social nuk ekziston fare. Për këshilltarin e kryeministrit për çështjet të drejtës së punës, Lazar Joveski, dialogu është i shkëlqyer dhe provë për këtë është pjesëmarrja e kryeministrit në çdo takim. Крајот на денот треба на сите да им биде јасно дека и оние што протестираат, и оние што разговараат, и оние што критикуваат, ќе треба да седнат на маса како социјални партнери, тука зборам синдикати, работодавачи и влада, и на крајот на денот сите да разговараат. Këshilltari i kryeministrit dhe profesori i së drejtës së punës, Joveski, tha se 1 maj do ta kalojë me librat e tij dhe me deklarata për media për rastin e ditës së punëtorëve.